согласно членот 70 став 3 од деловникот, барам точката подреден број 22 се однесува на предлог закон за измена и дополна на законот за заштита на населението од заразни болести да биде тргната од дневен ред. Го барам ова затоа што овој предлог на закон е двосмислен, непрецизен, избрзан и, како и редовно досега, со злоупотреба на европското знаменце. Знаете како ќе се доведете во состојба кога некогаш на вистина ќе ви треба итно и битно усогласување на некој закон со европската регулатива и тогаш ќе ве најде она една народна приказна кога едно овчарче се играло со селаните и ги повикувало секоја вечер да му помогнат затоа што го нападнал волк. Секоја вечер тие одели и се враќале, тој им се смеел. Кога една вечер вистина било нападнато, никој не му дошол затоа што претходно играл мајтап со нив, така и вас ќе ве најде. Инаку овој предлог на закон е мощно сериозен, затоа апелирам да нема играње, да нема брзање со ваков предлог на закон и да се злоупотребува при тоа европското знаменце. Ако министерот за здравство, кој што е представник на предлагачот, а предлагачот е владата, вели дека овој закон меѓу останатото се носи заради COVID-19 вирусот, тогаш морам да го разочарам и да му кажам дека во наведените две кореспондентни табели кои што се однесуваат за усогласување на регулативата, двете табели имаат регулатива од 2013 година и регулатива од 2018 година, кога COVID-19 воопшто не ни постоеше. Сите знаеме дека COVID-19 вирусот регистриран како SARS-CoV-2 тип на вирус се појави во февруари 2019 година. Затоа велам и тврдам дека ова е класична злоупотреба на европско знаме. Ако сакате нешто да усогласите, усогласете го на една страна, но матична комисија за овој закон мора и треба задолжително да биде комисијата за здравство. По однос на ваков предлог на закон мора да се организира јавна расправа, да се отвори широка дебата, да се прашаат експертите, а не министерот тука да се повикува дека сите имаме одговорност за општото здравје, а при тоа никој нема одговорност за оно што ни се случуваше во време на пандемијата. Истиот тој министер да вели дека сите оние уредби, протоколи кои што се носеа за време на COVID-19 не биле носени со закон. Сега ли ќе ги озаконува? Дали ова значи признание дека сето што тоа тогаш ни се случуваше било незаконско? Ова е несериозно и не може да се повикуваме на грижа за општо здравје кога неговиот претходник носи одговорност за истото. И затоа велам, особено спорен членот 10 на кој што алармираа многу граѓани во Република Македонија, а кој што вели дека ќе има ограничување на движење на граѓаните, тоа ќе биде во косење со уставот, во косење со законот за задолжително образование, ако тука, како што вели министерот, може да влезат и морбилите, крајно хаотичен предлог на закон кој што инсистирам веднаш да биде повлечен од дневен